Не можам да кажам дека средбата беше лесна, затоа што се отворија суштински прашања, по кои што постојат различни гледишта. Од наша страна, ВМРО-ДПМН е спремно, врз основа на аргументи и меѓународни стандарди, особено поврзани со Судот за човекови права во Страсбург, да предложиме законски решенија за обвинителството, каде што нема да се прави компромис со правото на сметка на политиката. И таквото решение да биде широко прифатено со политички консензус во собранието, за да може да биде долгорочно одржливо и применливо. Она што сметаме дека е важно да се истакне и покрај различните гледишта на повеќе суштински теми од Законот за обвинителство, постои волја кај двете страни, се надевам, овој диалог да продолжи со цел во догледно време да ги приближуваме ставовите и истите да ги преточиме во некој законски заеднички предлог текст или заеднички предлог амандмани кои што можат да го подобрат сегашниот предлог закон кој што е усогласен помеѓу СДСМ и ДУИ. Тоа е тоа што можам да го истакнам и би ве поканил за прашања. Погледнете. Утре не. Сега ова деловнички гледано само да ви објаснам, утре не почнува расправа, утре само има изгласување на потреба за донесување на законско решение од споменатата област за обвинителство, а после тоа, мислам дека во четврток или петок се отвара комисиската расправа по однос на тој предлог текст, каде што имаат можност пратениците или самата комисија заеднички да предлага и да утврдува амандмани. Според мене, власта ќе беше многу покоректно ако предложениот законски текст го предложеше во усогласеност и заеднички со опозицијата. Власта очигледно одлучи овој предлог закон да го предложи без консултации со опозицијата и од таа гледна точка не би можеле да очекуваме позитивен пристап од наша страна, кога немало позитивен пристап од страна на СДСМ и ДУИ при изготвувањето на предлог законскиот текст. Но оставаме можност во комисиската расправа понатаму со квалитетни амандмани да го подобриме законскиот текст, доколку има спремност од владеачкото мнозинство да има закон кој што ќе биде широко прифатен и заснован на стандарди од Страсбург.